Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Новоизбраниот американски председател Барак Обама денес му оддава почит на Мартин Лутер Кинг Джуниор, лидерот за граѓански права. Овој државен празник во САД традиционално се одбележува со волонтерска работа. Кои се настаните планирани за денес на самиот почеток на оваа емисија? Обама денес ќе биде во друштво на граѓански лидери од целата земја кои работат на проекти во служба на јавноста, од чистење на парковите до правење пакети за трупите во странство. Сопругите на следните председател и подпредседател Мишел Обама и Џил Бајден ќе бидат домаќини на концерт со слободен блес за младите во чест на семејствата на припадници на армијата. Вчера Обама го посети гробот на незнаените на националните гробишта во Арлингтон, близу Вашингтон, а се појави и на концертот на Отворено, каде дојдоа стотици луѓе, насловен "Ние сме едно", што се одржа кај споменикот на Линколн на националното шеталиште. Да споменеме уште еден значаен настан заради символиката што се случи викендов. Барак Обама и Џо Бајден со семејствата патуваа од Филаделфија, лулката на демократијата во САД, преку Пенсилванија, Вилмингтон, Делавер и Балтимор во Мериленд за да стигнат до Вашингтон. Ова беше церемонијално патување 220 километри долго со воз наречен Обама Експрес, со многу застанувања што беше по истата рута по која патувал Линколн пред да биде инаугуриран во 1861-та. Проследете ја инаугурацијата на новоизбраниот американски председател Барак Обама. Ексклузивно, во живо на програмата на Гласот на Америка на македонски, во вторник на 20 јануари. А денес во САД, како што кажавме, се прославува денот на Мартин Лутер Кинг, големиот борец и лидер за човекови права. Секогаш овој државен празник паѓа во третиот понеделник во јануари. Да беше жив, денеска имаше 80 години, инаку неговиот вистински роден ден е на 15 јануари. Што значи движењето што тој го поведе од следниот прилог? Денес на американскиот народ и на светот сакам да им кажам дека ние тргнавме и дека никаков бран на расизам нема да не запре. Кариерата на Мартин Лутер Кинг како лидер за човекови права започна во 1955 година, кога започна иницијативата за десегрегација на јавниот автобуски превоз во Монгомери, Алабама. Ние, црните жители на Монгомери, сме учесници во ненасилни протести против неправди што ги доживуваме во автобусите многу години. Во август 1963 иницијативата на Мартин Лутер Кинг за еднакви граѓански права се претвори во национално движење. Тој месец преку 250.000 луѓе учествуваа во маршот на Вашингтон. Под водство на доктор Кинг, целта беше да се изврши притисок на законодавците за усвојување закон за граѓански права, што би ставил крај на расната дискриминација. Поранешниот активист за граѓански права Роџер Вилкинс бил еден од учесниците во маршот пред споменикот на Линколн во Вашингтон. Беше прекрасен, топол, летен ден, на луѓето беа полни со живот. Убаво беше тоа чувство на сплотување. Лично за прв пат во животот ја почувствував тежината на американската свест. Имам сон дека моите 4 мали деца еден ден ќе живеат во земја во која нема да бидат проценувани според бојата на нивната кожа, туку според тежината на нивниот карактер. Токму овие мирни протести и неговите говори го турнаа напред движењето за еднакви граѓански права, а нацијата ја држаа фокусирана на прашањето за еднаквост. Доктор Кинг е добитник на Нобеловата награда за мир во 1964, а истата година председателот Линдон Џонсон го потпиша актот за почитување на човековите права. Наредната година беше донесен актот за гласачки права. Тоа, расната сегрегација на јавни места и дискриминаторската политика спрема црнците кои дотогаш немаа право на глас, ги направи незаконски. Некаде имам прочитано дека големината на Америка е во правото да протестираш за тоа што е исправно. Последната кампања на Мартин Лутер Кинг беше во Мемфис, Тенеси во март и април 68-та. Тој предводеше протести за поддршка на штрајкувачките санитарни работници. Овие протести станаа насилни кога млади милитанти почнаа да опустошуваат продавници. На старите го вознемириле Кинг, кој решил да се врати во Мемфис за да предводи мирни демонстрации.
Вечерта на 4 април 1968 во мотелот Лорейн врз Кинг беше извршен атентат. Ја видов ветената земја. Може би нема да стигнам до неа заедно со вас, но сакам да знаете дека ние како народ ќе стигнеме до целта. 40 години подоцна животот и делото на Кинг се прославува заедно со многуте негови реализирани соништа, вклучувајќи го изборот на Барак Обама како прв афроамерикански претседател на САД. Американскиот претседател Барак Обама влегува во Белата куќа со две војни, во Ирак и во Афганистан, со проблематична економија дома и со криза на Блискиот Исток. И покрај обемната работа што му предстои, тој вели дека ќе продолжи да се одржува во добра физичка форма и да игра кошарка, неговиот омилен спорт. Обама ќе стане 44-тиот претседател на Соединетите Американски држави по една од физички најисцрпувачките претседателски кампањи во поновата историја. Тој го издржа секојдневниот притисок со фитнес, особено играјки кошарка. Питер Мур од магазинот Здравјето на мажите разговараше со новоизбраниот претседател за неговата рутина на вежбање. Тој вежба 6 дена во неделата, 4 дена крева тегови, 2 дена се за аеробик, 7-миот ден се одмара. Секој претседател ја адаптирал Белата куќа според своите потреби за физичка активност. Претседателот Франклин Рузвелт побарал да се изгради затворен базен. Во Белата куќа има и куглана. За Ричард Никсон се знае дека сакал да биде сам во кугланата. Барак сака да игра баскет со пријатели. Обама се уште не решил каде точно ќе игра кошарка за време на неговото претседателствување, но на кампањата покажа дека куглањето не е негов спорт. За магазинот Здравјето на мажите тој рече дека би сакал кугланата во Белата куќа да ја преуреди во сала за кошарка. Неговите претходници имале своји склоности. Претседателот Бил Клинтон инсталирал патека за трчање да ја одржува тежината. Претседателот Џорџ Буш воза велосипед. Претседателот пак Хауард Тафт нема многу успех со одржување на тежината. Побарал во Белата куќа да биде ставена специјална када. Според Мур, Обама сака физичката форма да биде негов личен приоритет. Живееме во време кога физичката активност е битна. Тој се вклопува во тоа. Во време кога се подготвува да се пресели на авенијата Пенсилванија број 1600, се надева дека рутината со секојдневни вежби ќе му помогне да се справи со стресот на работа за која само избрани неколкумина имаат шанса. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.